Жителите на Тополница бараат дислокација на селото и секој ден не се живее со помислата дека браната на Бучим може да попушти и да го однесе цело село. Тополница се наоѓа на само неколку метри од насипот на браната која служи како хидројаловиште на рудникот за бакар. Стравот се зголеми по минатонеделната појава на огромен кратер на самиот насип, кој веднаш е саниран. Но тополчани, исплашени за своите животи, сметаат дека дислокацијата на селото е најдобро решение. Еве вака, тоа е моето мислење, ама мислам тоа го кажуваат и селаните, тоа е најдобро решение да се дислокација за селото. Оти немаме живот. Заградени сме од секоја страна со кипите на рудникот што немаме паша. Немаме пивка вода. За дислокација на селото имаме, например, у 2007 година, 2008 година, платено од страна на рудникот за допатот, нели, урбанистички план, проекти, како да го кажам, е платен тоа до општината, но имало некој спор. Ние не знаеме што е тој спорот и се надеваме дека тамо ние најдоброто, ние сме земјоделци што работиме со земја, а на нас не ни одговара, например, и у Радовиш да одеме некаде, што треба да ги соработуваме нашите земја. Тополчани смета дека селото може да се дислоцира во непосредна близина на патот Радовиш-Штип. Таму веќе се подигнати неколку куки, а добар дел од домакинствата почнале да копаат темели, но веднаш добиле забрани и казни, бидејќи граделе на државно земјиште. Па казнило пред 10 години или беше човеци почнаа да прават, казнило од општината, луѓето кажале пашаринали, паша било, па забрана да до сега беше село, тој ќе се чистеше, тука ќе бидеше како село. Так, ама гледам темели има поставено. Па има темели, ама даде забрана од казни даде, па не знам, луѓето плати 12 фамилија беше, 20 фамилија плати казна плюс. За това даде 10 години да не се граде. Селаните имат интерес тука да градат? Има, одма. Одма може да почне сам труд, не од државата ништо, сам секој може да прави по една особичка или колку може. По последниот инцидент со браната, како што тврдаат жителите на Тополница, градоначалникот на Радовиш уште еднаш им понудил локација за градба во непосредна близина на градот, со ослободување на комуналии. Но тополчани не сакале да го остават имотот и предлогот на општинските власти го одбиле, со намера дека новата дислокација би требало да се случи веднаш до патот Радовиш-Штип.